Денеска православната црква ги празнува светиот апостол Акила и преподобниот Никодим Светогорец. Светиот апостол Акила еден е од 70 апостоли. Како евреин живеел прво во Италија со својата жена Прискила. Кога царот Клауди наредил сите евреи да се протераат од Рим и од Италија, тогаш Акила се преселил во Коринт, каде што првпат го сретнал и запознал апостолот Павле и останал во неговиот дом 1,5 година. Го крстил него и жената негова. Горејки од ревност кон верата Христова, Акила и Прискила го испратиле Павлета до Ефес и му помагале во неговото апостолско дело. Од Ефес Павле го напишал своето прво послание до коринтијаните, во кое при крајот вели: многу ве поздравуваат Акила и Прискила со својата домашна црква. По смртта на царот Клауди, на евреите им било дозволено да се вратат во Италија и Акила со Прискила се вратил в Рим. Пишувајќи го потоа посланието до римјаните од Коринт, апостолот ги поздравил своите стари пријатели и сотрудници. Поздравете ги Прискила и Акила, моите сотрудници во Христа Исуса, кои за мојата душа ја положија својата глава. На нив не само што јас им благодарам, туку сите цркви од незнабожците и нивната домашна црква. Подоцна, повторно го гледаме Акила во Ефес, каде делува заедно со светиот Тимотеј. Окован во Рим, Павле му пишува на Тимотеј во Ефес: поздрави ги Прискила и Акила. Како епископ Акила крстил многумина и со верата ги просветлил. Идолите ги разурнал, храмови изградил, поставил свештеници и ја пренел меѓу луѓето славата на овоплотениот Син Божји. Најпосле бил убиен од озлобените незнабожци и се преселил во Царството Христово. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи.
Преподобниот Никодим Светогорец се родил во 1749 на Кикладскиот остров Наксос. Неговите родители Антонија и Анастаси Каливурси биле благочестиви христијани. На крштението го добил името Никола. Високо образование стекнал во малоазискиот град Смирна, каде што учел богословие и учел јазици. Поради угнетувањето на христијаните во Измир, бил принуден да се врати во своето родно место. Во 1775 заминал на Светагора и во манастирот Дионисијат примил монашки подстриг, добивајќи го името Никодим. Како монах бил познат по своите кротост и смирение. Ја напишал книгата Невидлива борба. Се упокоил во 1808 година. Неговата глава се чува во Кареја, а остатокот од моштите се наоѓа во манастирот посветен во негова чест во областа Гуменица. Достойно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја величае.